2 недели сме до историска победа на ВМРО ДПМН која ќе донесе Македонија на вистински пат, на кој ќе чекориме кон подобро утре, заедно со обесправените и понижените, порача Христијан Мицкоски на митингот кој неговата партија го одржа во Кичево. Нема откажување, мора да ги победиме нашите опоненти, кои ја засраме и понижија државата, кои ветуваа се и се што, поголеми плати и инвестиции, но наместо тоа донесоа немир и поделби. На 15 јули правдата ќе ја победи неправдата, а на власт ќе дојдат модерни политичари кои ќе обноват Македонија, преку реализација на нашата програма која содржи над 1000 проекти. За минимум 20% поголеми пензии и враќање на старото законско решение со методологија и алгоритам во еден мандат. Минимум 1000 километри нови и реконструирани локални и регионални патни правци. Минимум 4 милиарди евра домашни и странски инвестиции. Најмалку еден универзитет во првите 1000 според светската шангајска ранг листа. За бизнесмените најнизок данок во Европа од 8% ја напуштаме веднаш во првите 100 дена методологијата на прогресивен данок и ја укинуваме веднаш рамен данок од 9% најпрвим во 2021-та. Носителот во петата изборна единица Игор Дурловски истакна дека ВМРО ДПМН во наредните 4 години ќе испише новата историја на Македонија, а на 15 јули граѓаните ќе гласаат дали се за или против Македонија. Сигурна иднина секако ни треба. Спокоен живот, да живееме во држава во која владее ред, во која има стабилни и силни институции и во која секој мора да има одговорност за направеното. Тоа е нашата цел. Драги браќа и сестри, 15 јули е денот од кој зависи нашата иднина. Иднината на нашите деца, сплотени и единствени, да им покажеме како се сака Македонија. На митингот се обрати и дел од кандидатите за пратеници од коалицијата Обнова за Македонија во петата изборна единица. ВТА реализација на неколку започнати инфраструктурни проекти, како доизградба на автопатот Кичево-Охрид, странски инвестиции и сет мерки за спречување на иселувањето на младите од овој регион.